Цветковски, кој во својот двор има 2 септички јами, се приклучи на фекалната канализација што се гради во општинскиот центар Ново село. Ќе чека да биде ставена во функција за да конечно го реши проблемот со отпадните води од својот дом. Секој месец плаќа по 3000 денари за нивно чистење и смета дека проектот канализација во Ново село е најдоброто нешто во последните 30 години. 3000 за цистерни. Секој месец по 3000. Сега една рата е 4000 за стално. Решени сме со канализација. Најпаметна работа до сега уопште на Ново село. У самостојна Македонија 30 години. Колку септички јами имавте? 2. И секој ден полни. Ново село, каде што живеат околу 3000 жители, со канализација беше покриен само 30%. Со средства од Министерството за транспорт и врски таму се изведува нова канализациона мрежа од околу 1.000.000 евра, со што конечно ќе се реши проблемот со фекалните отпадни води, кажа градоначалникот Никола Андонов. Има околу 1000 куќи, што значи овие 1000 куќи има 1000 јами, што мислам тоа е најдобро решение и најприоритетен проект што ќе биде, што ќе има најголем бенефит воопште на Ново село. Мислам дека крајниот рок е да се изработи за 14 месеци, што значи уште 10 месеци ќе биде завршен проектот. Министерот за транспорт и врски Благоје Бочварски најави дека во буџетот за идната година ќе има посебен фонд за изградба на канализациони системи по населените места во државата, зашто општините треба да имаат готови проекти. Оваа програма секако во текот на 21 година ние ќе имаме и апсолутно можност да влеземе во нов кредит како држава или одреден грант кој што можеби ќе го добиеме со цел да им помогнеме на општините и јас уште еднаш можам да ги уверам и граѓаните дека ќе работам на отворање на нова линија. Во општина Ново село само неколку населени места имаат канализациони системи. Сите други се со септички јами кои при обилни врнежи од дожд се излеваат и ја загадуваат животната средина.